Додека убиецот Хусеин Рашидов е во одделението за притвор во затворот во Куманово, каде се чека да проговори за зверското убиство на љубовницата, покојната Танкица Младеновска денеска е погребана во Кочани. Драматичниот настан крајно ја вознемири кочанската јавност, која се уште коментира како може во ваква мирна средина да се случуваат вакви грозоморни убиства и кој се е виновен за зачестеното манифестирање на насилство, уцени и изнуди. По апсолутно ненормалниот чин, извршен со над 40 убоди со нож, Рашидов како да занемел. Не комуницирал со никого и не одговарал на прашањата од истражителите кои настојувале од него да дознаат која била причината во пресудниот момент, очигледните недоразбирања да ги решава на грозоморен начин. Според неофицијални информации, тој од жртвата под закана дека ќе објави компромитирачки материјали во подолг временски период извлекол поголема сума на пари, поради што ја довел во ситуација да вади кредити, да позајмува од блиски. Сумата до критичниот момент наводно стигнала до 7.000 евра. Кочанската јавност со огорченост зборува за трагичниот настан, барајќи виновници на сите страни, посебно во институциите, кои не действуваат соодветно во превенирање и сузбивање на се почестите појави на насилство.